Што е поводот за средбата, од кои сектори имате тука земјоделци и што може да се очекува по завршувањето на средбата? Најпрво ќе ни се представите. Значи, Каракашев Ѓорѓе, Национална земјоделска мрежа. Вака сега, ова да, е втора средба земјоделска трибина правиме, значи, од отворен карактер. За жал, иако ја упативме, значи, јавна покана до надлежните, никој не ни удостои, значи, за присуство. Сега. А од оваа трибина сега треба да произведе за значи конкретни барања, заклучици конкретни барања, кои во писмена форма ќе ги доставиме до надлежните институции и во законски предвидени отрок ќе бараме, значи, одговор од надлежните конкретно за прашањата кои ќе им бидат упатени. Кои се клучните проблеми и забелешки кои што ги имате, кои што ги упатуваат земјоделците од различни сектори од цела Македонија? Па вака сега, значи главен проблем ни е овогодишната програма, значи тоа односно програмата за директни плаќања. Ние кажавме и изразивме, значи, несогласување со програмата. За жал до сега, значи, немаме реакција од надлежните дека нешто може да се промене или да се измене. Ние се повикавме, значи баравме да се измене програмата за 2026, односно се коригира и да важи програма за 2025. Сега, не се согласуваме во друг дел, како што спомнавме, околу делот на условено субвенционирање, пошто имаме таму некои критериуми што многу од земјоделците, посебно тие помалите земјоделци, нема да можат да ги задоволат. Министерот излезе со некоја изјава дека ќе има некој транзиционен период од 2 до 3 години, меѓутоа за жал до сега немаме одлука на влада и објавена барем у службен весник за измена и допуна на програмата за 2026. Така да во овој момент значи се останува на сила програмата за 2026 што е освоена на влада. Колку сте задоволни од исплатата на субвенциите, бидејќи знаеме дека има и заостанати субвенции? Тоа е посебен проблем, посебно да имаме заостанато кај сточарството, е посебно значи загрижувачката појава, таму сточарите се многу во тој дел оштетени. Имаме таму проблеми што многу за малку, значи луѓето не може да ги задоволат тие критериуми, што апсурд мислам. Ипак држава како држава ние мора да се потрудиме да ги поддржиме тие земјоделци, мора да се потрудиме значи да го задржиме тај сектор што ни е од битно значење и на нас како граѓани и како земјоделци. Јас сум Миле Кебаковски од Сдруженијето Фармери Југозапад. Ќе кажам нешто за пољоделството. Ќе зборувам за две работи, за субвенциите тековни и субвенциите за останати. И за програмата 2026 година за субвенционирање. Што се однесува до субвенциите, значи има за останати субвенции во нашата гранка по мерка 1 број 1.17 за подоцна продолжени договори. Некоја мерка беше таа интервентна, потоа за регистриран земјоделец за 2 години и третата мерка по површина и за семенски материјал. Значи тоа е за посевите во 2024 година. Есенски и 2025 сончо глебченка за пролетта, значи. Имаше порано мерка, се даваше интервентно унапред за да се помогне сеидбата. Но годинава не се исплати, есенската сеидба ви поминаме без помош, еве и пролетната ќе помине без помош. Значи тие три работи се за останати субвенции. Кога се ке субвенција да кажам нешто и се обројки. Значи до 31.12.2024 година Министерството должи 2 милиарди и 400 милиони денари, тоа ти се 39 милиони евра. Значи до 31.12.2024. Сега сме на прагот да се дава субвенции за тутуно, 33 милиони евра тутуно. 100.000 хектари по 200 евра, 20 милиони. Плюс, кај е тука градинарство, кај е сточарство, кај е овчарство, пчеларство, плюс додатните мерки за однесени производи во преработувачки капацитети. Значи над 100 милиони евра. Тоа е накратко и барањето е, значи владата и министерството да си се снајда, да ги најда овие 100 милиони и да почне со забрзана динамика да се исплаќа. Оти имаме стварно проблем. Големи пари се неисплатени. Може ли земјоделството во Македонија да опстане без оваа финансиска поддршка од државата? Не може да опстане, сигурно. Затоа што цените се ниски, имаме увоз, пример за пченицата. Нема шанса да опстане. Се увезува брашно секој дневно. Еве луѓе има пченица што ја чува, не може да ја прода. А не да се пазара за цена пак. Значи никој не бара, прибидејќи брашно се внесува. И тука во тој дел барам
државата да интервенира, да ги условува, тие што увезува брашно, кило за кило. Ако откупи 100 тона пченица, 100 тона брашно да може да внесе. Или на некој друг начин. Значи не може, ние трошиме, плаќаме даноци овде во есен сејме, ако ќе дојде во лето, друг ни продава овде. И така се пропаѓа. И затоа без субвенции не може. А субвенциите сите зборуваат дека не биле рентабилни. Субвенциите се рентабилни, ама субвенциите што се навремени. Ако не се навремени, не се рентабилни. Пример само. Во есен од пиперки парите ги трошам за да посеам пченица. И така да, во летото не сум зел по 10 сум ја продал пченицата. Нема проста репродукција да се направи. Значи од еден артикал ги трошиш парите за друг, субвенции нема да е, но ако има субвенции, ќе купиш и џубре, ќе купиш и семе и се. Тоа е. Значи барањето е владата да си најди пари, како што наоѓа за други работи, и со забрзана динамика да ги исплати овие. Над 100 милиони евра се. Проблем е значи ова. Проблем настаната. Во услови кога не се заканува на светско ниво проблем со храна, бидејќи знаеме што се случува со војната во Иран, што мислите вие, која порака би ја упатиле до владата и до државата, како може земјоделството во Македонија да обезбеди храна за македонските граѓани? Само поголема посветеност. И да не консултира и нас. А не се прави програма, не консултира никој, значи во секоја ставка има грешки. Затоа бараме програмата да се тргне 2026, да се субвенционираме со програмата од 2025. И од тоа не остапуваме. Значи не прифаќаме козметички поправки само. Суштински треба. Суштински, да. Тоа е сега. Фаќав прибелешки. Да кажам неколку ставки, ке што се намалени субвенциите. Пченица од 19.000 на 18.000. Да не се повторува многу од минатиот состанок. И да кажам дека овој состанок се разликува со тоа што ќе имаме заклучоци, ќе ги напишиме хартиено и ќе му пратиме на Министерството за земјоделие и во владата. Тоа се разликува овој состанок од минатиот. И друго, за јачмено беше 19.000, сега е 13 и пченката. Сончогледо беше 16.500, сега е 10.500. А од вај го вративме на нивите сега пак че. Тутуно од 100 денари, субвенцијата на 80 денари. Кравите од 12.000 на 8.000 денари. И други ставки. Секаде има грешки. И затоа бараме цела програма да се повлечи и да се субвенционираме со програмата од 2025. Тоа се главните барања за програмата. Сакам тука да нагласам нешто, дека не е се многу црно во Министерството за земјоделие, да ги пофалам вработените во земјишна политика во Скопје и да ги пофалам вработените, прибидејќи доаѓам од Прилеп, во подрачното одделение во Прилеп. Значи, почнувајќи од раководителот, архива, сектор за цртање на ниви, за поднесување субвенции и секторот за земјишна политика, секој си ја знае работата. Таму нема поделба по етничка или по партиска припадност. Сакам нешто да кажам за градинарството. Значи, последниве години, 2 години, е тренд да не се исплаќа производството. Луѓе годинава носе пиперки предава, уште има одлани пари за земање. Тука барам владата да интервенира по урнек на тутунот, значи со обезбедени средства од купувачите да гарантира за производот. А друго, имам препорака од градинарите, значи да има 2 класи. Прва класа и прва втора. Други класи да нема. И повеќе нема што да се меша Министерството тука. Сами ќе се снаоѓа. Нека биде прва класа и прва втора. Тука им улеснуваме на Министерството за земјоделие. За тутуно, значи ние цело време бараме субвенциите да се врата на 100 денари и сега од кога заврши откупо, Сдруженијето нивно главно одма почна да се занимава со нови договори, со цени,
само да се покријат трагите, да не се бара субвенциите, да не напаѓа државата. Значи само тие има работа со откупните комбинати. Ја забораја субвенцијата. А народот најмногу за тоа се интересира. Плюс има големо откритие, кажа дека парцелите требало да се нацрта. Земјоделците црта ниви 15 години веќе. Не мора да му кажува тој. Значи сето е да се покрија, да не се бара субвенциите да бидат 100 денари. Прво, еве да почнеме со субвенциите. Во 24 година, значи за таа година зедовме субвенционирани предвреме исплатен 4000 денари, потоа ги зедовме 8000 денари во наредната година. За 25-та година немаме субвенционирана исплата, значи предвреме, годината заврше, ние немаме исплата за по грло. Сега си бараме за рок од 1 месец да ни ги исплатат грлото на целокупно на државата. Потоа бараме за 3-4 дена да ни исплатат 7 месеци од субвенциите и да ените што се 3, некаде се околу 10 месеци, а двата месеци ќе си влезат во наредната година. Значи, сега не бараме исплата од 3 месеци, туку од 7 месеци. И плюс за месец дена да ни се исплати целокупното за грло. Тоа е првиот проблем. Вториот проблем е да ни ја вратат старата програма на 12.000 денари, експресно сега, со некои измени каде што и телината ќе влезат во приплод платени по 12.000 за грло. Оти гледаме една Србија каде што 500 евра е по крава, а кај нас 8.000 денари. Значи нашиот сточар треба 3 години да ја земи таа субвенција што ќе ја земи сточарот со исти грла во Србија. Таму е 9 денари млекото, кај нас е 6 денари млекото. Отај ни увозва, а овде нас ни го паѓаат млекото. Немаме, државата треба да ни кваи тука некоја граница, да не заштити. Се намалва сточниот фонд. Јас доаѓам од едно село Могил од 500 куќи, каде што имаше крави, сега дали има 13, од кои 4 се поголеми фарми. Значи тоа е штета. Немам други зборови што да ви кажам. Значи треба државна стратегија за поттикнување на сточарството, бидејќи ќе изумре на ваков начин како што сега се поставени субвенциите и политиката во тој дел, во тој сектор од земјоделство. Па државата само 20% од нас да прифати, 20% од нас да прифати, ние ќе видиме скроз задоволни да дојди на средба да ги покани правилните, не да покани партиски војници таму, мислам јас дека тие се кафеџи таму што ги вика, не се сточари. Значи да дојди до некоја стварно стратегија земена од народот, земена од терен што се вели. Јас сум Тони Петковски од село Велушина, председател на Сдруженијето Пелагониско поле. Проблемите се во целокупно во државата со сточниот фонд, со целокупно земјоделие. Али најпоќе во сточарството, бидејќи таа жива стока, и сега со проблемите со војната во Иран, сега имаме голем проблем со горивата, претежно со нафтата. Вчера ми се јавија преку 50 сточари и земјоделци кои одеа по бензинските пумпи да наточат гориво, да земат нешто поевтино, беа вратени, не му беше дозволено да земат поголема количина на гориво по една туба или со трактор. Како може човек од 50 км далечина да дојде до бензинска пумпа, да земи само во трактор или на тумба, тој ќе ја потроши. Фактички имаме голем проблем. Пролетната сејдба е на праго, така да претежно за нас сточарите и земјоделците му е потребна и моментално во оваа пролетна сејдба помош од владата за субвенционирана нафта, зелена нафта, да ни помогни и да се стабилизира цената, да не оди преку ноќ 100 денари, затоа што ако сега почнеме да работиме со скапа нафта и скапи горива, а цените нагло паѓаа, нашето производство да ќе биде опасно за сточарството и за земјоделието.